Двонасочно консултирање, информирање, принцип на превенција, дипломиран инженер Снежана Јанкова Петковска. Снежана, поздравете. Почитувани колеги, најнапред сакам да ве поздравам и по една оваа прилика да искористам да ги презентирам заклучоците од истражувањето кои што го спроведов заедно со моите колеги Иван Петковски и Данила Интова, токму на темата двонасочно консултирање, информирање, принцип на превенција. Мислам дека баш како јаготка на шлакче доаѓа оваа тема после претходните презентации, каде што се направи идентификација на дел од проблемите со кои се соочуваат директните вклучени во работниот процес, од тука можеби и токму оваа тема говори и за можните механизми на адресирање на проблемите и тоа на навремено адресирање на проблемите од страна на директните непосредни извршители кон менеджментот и обратно проведување на вистинската политика, креираната политика на правилен начин од менеджментот нормално преку неговите директни извршители. Што е она што ме инспирираше не инспирираше како тим да пристапиме кон ова истражување? Значи секојдневно сме во директен контакт со вклучени во работниот процес преку професионалното извршување на задачите кои што ние ги изведуваме и најчесто слушаме коментари од тип нас никој, значи најчесто од страна на работниците, не сме информирани, никој не ни кажал, не знаеме како тоа да го направиме и така натаму. Меѓутоа, кога се слушне и другата страна, односно менеджментот, работодавачите, исто така и тие реално се соочуваат со проблеми со недоволно комуникација, односно споделување на проблемите во вистинско и во брзо време од страна на работените. Од тука целта на самото истражување беше да се утврдат или подобрат начините за одвивање на двонасочната комуникација помеѓу работодавачите со вработените и нивно консултирање и информирање во доменот на безбедност и здравје при работа. Секако, меѓу другото и да се види колку сме свесни и за законската обврска и всушност она што значи и законска рамка. Ќе се сложиме дека нема работно место без ризици, дека нема вработен кој што не е изложен на опасности со можни последици по неговите живот и здравје. И од тука превенцијата и контролата на ризиците е пред се. Знаеме дека безбедност и здравјето при работа е уставно загарантирано право и согласно член 32 од Уставот на Република Македонија и спаѓа во уставно гарантираните основни, значи социјални, културни, економски и хуманитарни човекови права и дека самата безбедност и здравје при работа представува всушност еден интердисциплинарен концепт во создавање на добросостојба на вработените во работниот процес, односно за очувување и на психичкиот и на физичкиот интегритет, за токму во насока и на она што претходните презентери говореа, значи справување и со стресот. Бројни се причините за настанување на повреди на работа, значи меѓу нив секако се недоволната обука, недоволното информирање, недоволното консултирање, покрај ниското ниво на свест за култура, практикување на култура на безбедна работа, несоодветен систем на управување со безбедност и здравје при работа, неприменети, односно неиспитани средства, опрема за работа и така натаму. Меѓутоа, факт е и дека несреќите може да се спречат. Како? Пред се со превенција. Тоа е камен темелникот всушност во пристапот кон управување со ризици кои доведуваат до повреди на работа и постојат бројни дефиниции, меѓутоа сумарно тоа значи планирање и примена на збир на мерки со цел да се спречи појава на немил настан која што може да доведе до несреќи, повреда, стрес и слично. Ова во областа безбедност и здравје при работа подразбира пред се анализа на работните процеси со цел да направиме идентификација на можните ризици, да проектираме, односно да испланираме мерки, нивна примена заради елиминирање на ризиците, меѓутоа неопходно е и следење колку се ефикасни тие применети мерки и дали едноставно сме предвидела, планирала соодветни мерки или не. Меѓу основните начала на превенција, на кои треба да се темели безбедност и здравје при работа, кои што ги спроведува работодавачот, е и консултирањето и информирањето на работниците, покрај оние основни начала на превенција, како што е проценување на ризици, справување со ризици во самиот почеток, имплементирање на нови технологии и така натаму.
Самиот закон за безбедност и здравје при работа го регулира ова прашање. Значи регулира превентивни мерки, регулира обврски на работодавач, права и обврски на вработени, а меѓу превентивните мерки што се вклучува информирањето, консултирањето, обуката на работниците, нивните представници, нивното учество во планирање и преземање на мерките за безбедност и здравје при работа. Именно со бројни членови од самиот закон е дефинирано дека работодавачот со колективен договор треба да го уреди начинот како работниците ќе учествуваат во идентификацијата на недостатоците и предлагањето на соодветни мерки за нивно надминување, дека треба да се доставуваат писмени упатства, знаци за опасност на средства за работа и така натака и така натака. Меѓутоа, сите заложби, значи генерално гледано правно, значи обврската е на работодавачот да ги применува овие мерки, меѓутоа сите тие заложби би било осудени на пропаст доколку активно нема вклученост и на самите работници, секако користејќи го нивното знаење, искуство и свесност за решавање на времено на проблемите. Особено исто така тука исто голема улога играат и државните надлежни институции, стручните служби по медицина на труд, понатаму образовните организации секако и слично. Ова вклучување на сите засегнати страни во адресирање на времено на проблемите, двонасочно повторно ќе посочам, ќе доведе секако особено до намалување на бројните мали повреди на работа и до така наречените избегнати несреќи на работа за кои што говореше го професорот Ајгем Шакири, како и до отсуството од работа, до стресот, до намалување на стресот и така натаму. Стресот, да, е еден од индиректните причинители меѓу најважните во денешно време за настанување на повреди за работа, на кои што се должат и најголем број на отсуствата од работа, болести во врска со работата и слично, па и токму затоа и кампањата двогодишна што ја спроведува Европската агенција за безбедност и здравје при работа 2014-2015 е на тему управување со стресот за здраво работно место. Обврската за консултирање и информирање е дадена и со конвенциите на Меѓународна трудова организација, значи за безбедност и здравје при работа, с број 155, со незината придружна конвенција, препорака 164, со водичот на Меѓународна трудова организација за систем за управување со безбедност и здравје при работа, понатака со Европската рамковна директива за БЗР, значи 391/89, меѓутоа постои уште една директива која што се однесува токму на информирање и консултирање, значи тоа е директивата број 14 од 2002 година, која што нормално не се однесува само за доменот на безбедност и здравје при работа, туку за сите области кои што заедно ги засегнува и работодавачите и работниците. И што всушност значи најкратко кажано информирање и консултирање? Тоа значи да постои постојана двонасочна комуникација помеѓу работодавачите и работниците. Односно, значи размена на искуства, вештини, али со што? Со заеднички систем на символи, зборови, слики и така натаму. Мојот почитуван професор на факултет што ни предаваше образование за возрастни, кажа една реченица која што ја запамтив, и рече, ништо нема да направите ако немате заеднички јазик со соговорникот. Значи нема да ве разбере што има да му кажете и нема да постигнете целта. Консултирањето и информирањето треба да се однесува на сите аспекти што може да имаат битно влијание на процесот. Тоа создава култура каде што односите помеѓу работодавачите и вработените се базираат на принцип на соработка, доверба, отвореност, транспарентност, интегритет, меѓусебно почитување и заедничко решавање на проблемите. Побарува добро планирање, истражување, анализа, совети и фидбек. Значи, за да имаме ефективна, ефикасна комуникација, мораме да имаме не го скратив, да? Имаме 15 минути. 12. Океј. Значи, со цел да видиме што е кој е најдобриот начин во Република Македонија направивме истражување кај 162 испитаника во 5 компании од различен ранг, од различни работни места, наведени се. Во оваа прилика сакам да се соблагодарам на присутните колеги од компаниите кои ми излегоа во пресвет.
Писмениот прашалник имаше 11 прашања, се спроведуваше во периодот, значи јули-септември 2015, дадена е просечната возраст мажи, жени, така натаму. Генерално на прашањата дали се свесни дека треба да бидат вклучени работниците во процесот на изработка, инструкции, процедури, проценки и така натаму, што е законска обврска, значи 93,8% одговориле позитивно и сличен процент и одговорили на прашањето дека знаат дека е законска обврска, дека треба да бидат информирани консултанти. Дали сметате дека преку активното вклучување во процесот на консултирање и информирање ќе бидат надминати навремено, значи ќе допринесе кон ваше активно учество во процесот на адресирање на опасностите, штетностите и минување на проблемите, исто така позитивен одговор од голем број на испитаници и дека преку овој начин, односно консултирањето и информирањето, истите се едуцираат да ги разберат општите принципи на превенција, нивна примена и развивање на мерки за БЗР. Дали сметате ако се воведува двонасочно например информирање и консултирање, истото ќе има позитивно влијание на превенција на повреди, болести, стрес и така натаму. Исто така 98,8% се изразиле позитивно. А што подразбирате под процесот вклучување на работникот, значи од нивна страна, значи особено ми е драго што разбираат и потенцираат. Важно е не само да бидат запознати со конечните одлуки на менеджментот, туку да бидат прашани за нивното мислење сериозно да биде земено во предвид и да биде вклучено во креирањето на политиките за безбедност и здравје на компанијата. Како? Значи, како тоа да се направи, беа понудени повеќе одговори, значи, дали преку лично учество, преку представникот на БЗР, во сите 5 компании има избрано представници на безбедност и здравје при работа, преку синдикалниот представник, преку стручното лице, одбор. Ние во нашата легислатива немаме одбор, али е добра пракса од другите земји, бидејќи одборот го сочинуваат представници на работодавачите и представници на работниците, па една алатка која што навистина мислам дека функционира и можеби треба да ја применим во нашата законска регулатива. Значи најголем број се изјасниле дека преку представникот на работниците за безбедност и здравје при работа би ги адресирале проблемите. А кога на поставените прашања на кој начин, преку анкети, значи или прашалници со станоци. Сандаче или она која реков мора да има повратна документирана информација од консултирањето, значи една од опциите поставување на видливо фреквентно место на сандаче за поплати или препораки или добри критики, позитивни критики, најмногу се одлучиле за состаноци. Тука дополнително има вставено и во која временска рамка се да се одвиваат состаноците, годишни, полугодишни, квартални, месечни, неделни, значи најголем број се одлучија за месечни. Значи имаат потреба од континуирано, почесто среќавање со одговорните лица за да ги дискутираат проблемите поврзани со безбедност и здравје при работа, додека на прашањето како да бидат информирани, значи најголем дел од нив се изјасниле преку директна комуникација со одговорните, односно исто представникот на работниците, и на крај ќе одиме секако на заклучок дека имаат и се за казни, да има нормално во насока на мотивирање, и имаше и прашање кои што секако ќе го видите во трудот, дали земале активно учество или не и кои се причините за тоа. Дека сакам да наведам дека интердисциплинарниот концепт кој што го споменав подразбира и тим кој што треба да работи и за стресот, и за мобингот, па дури за консултирање и информирање, бидејќи станува збор за луѓе со различен степен на образование, различна култура и така натаму. Како и да е, мораме да тргнеме значи од личната одговорност, секој индивидуално да даде свој допринос во креирањето на да допринесе, значи да направи да ги адресира на време на проблемите, да создава култура на безбедно работење, а оние компании кои што нудат отворена врата за вклучување на работниците во детекција на проблемите и наоѓање на решенија, секако веројатно ќе бидат успешни во ефективно справување со безбедност и здравјето при работа. Овој прашалник јас би апелирала доколку можете да го примените во вашите компании, да го надополним и да живе ова истражување, бидејќи навистина ефективната комуникација подразбира детекција на ризици, справување со истите, заедничко креирање на цели, бидејќи кога заеднички се креираат целите, имаме поголема посветеност од страна на работниците, а тогаш имаме намалување на несреќи и поголема продуктивност. Ви благодарам.